Ова се настаните од денес. Патната инфраструктура до главните туристички центри во земјава Охрид и Струга и оваа сезона потполно небезбедна. Основното училиште Кочо Рацин ќе се сели на нова локација. Градскиот ракометен клуб Охрид на прием кај градоначалникот. Богата програма за одбележување на Светскиот ден на млади. Пољаците мобилизираат војска на границата со Белорусија. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Денес во Охрид умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, ветровито и свежо со максимална дневна температура од 25 степени Целзиусови. Во текот на ноќта кон петок ќе биде ведро со локална облачност, ветровито и свежо. Утре локално во западните и северозападните делови на Европа нестабилно со дожд проследен со заселен ветар. Дожд се очекува и во источноевропската низина. Во останатите делови од стариот континент претежно сончево време со локална облачност и топло, освен во источна Европа како и на Балканскиот полуостров. На Балканскиот полуостров во петок претежно сончево со локална облачност, ветровито и свежо со дневни температури под повеќегодишниот просек за овој период од годината, максималните дневни во интервал од 23 до 30 степени. Во Македонија во петок ќе преовладува претежно сончево време, ќе има локална облачност, ќе биде ветровито и свежо, утринските температури ќе бележат пад во интервал од 7 до 17 степени, а максималните дневни идентични на денешните ќе бидат во интервал од 22 до 31 степен, UV индексот со вредност 7. Во Охрид во петок времето претежно сончево, ќе има локална облачност, ќе биде ветровито и свежо со засилен североисточен ветер, минималната 12, дневната 25 степени, во сабота и недела свежи утра, а во текот на денот сончево и топло време, минималната 13, односно 14, максималните дневни температури 27, односно 29 степени. Во понеделник сончево и топло време, максималната дневна температура во Охрид 30 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Со Бизон Полимакс секоја идеја станува реалност. Лепи, зацврстува, запечатува. Со Бизон Полимакс секоја идеја станува реалност. Бизон Полимакс. Бизон, екстремно мокни лепила. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, веќе 50 години со вас. Единствени во регионот работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, односно суво чистење, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет веќе 50 години. Хемиско чистење Хембој. Правни субјекти, исполнете ги вашите законски обврски од областа на безбедноста и здравје при работа со наша помош. Превентива инженеринг село Оровник. Вршиме прегледи и испитувања на работната средина и опрема, мерење на заштитното заземјување на електричната инсталација во објектот, обука за безбедност и здравје при работа на вработените лица, испитување на физичките штетности, микроклимата и осветленоста во работните простории. Изготвуваме изјава за безбедност согласно Законот за безбедност и здравје при работа. Единствени сме во регионот.
брзо, точно, навремено и по најниски цени. Превентива инженеринг, село Оровник. Ова лето, загризете го најсладкото венчини задоволство. Долго, топло лето исполнето со многу изненадувања подароци и најсладките венчини производи. Забави на најпопуларните плажи во Охрид, во најголемите Тамаро маркети и секојдневни супер вредни подароци на Супер Радио. Ново лето со венчини и Тамаро, загризете го најсладкото венчини задоволство. Ова лето, венчини лето во Охрид. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Патната инфраструктура до главните туристички центри во земјава Охрид и Струга и оваа сезона потполно небезбедна. Возачите, но и бројните туристи се жалат за состојбата на патиштата. Граѓаните бараат да се забрза изградбата на автопатот Охрид-Кичево, која трае цели 9 години. Во ек на туристичката сезона, патната инфраструктура до главните туристички центри во земјава потполно небезбедна. Туристите и возачите на патот кон Охрид и Струга се соочуваат со раскопани небезбедни делници, лоша сообраќајна сигнализација, бетонски бариери и безброј пренасочувања. Најкритично е околу Подмолје, каде што се дели патот за двата градови. Возачите од регионот, но и големиот број туристи од странство велат патиштата се во очајна состојба. Катастрофа, стварно е катастрофа. Катастрофа, навистина е катастрофа. Дупка до дупка, вакво нешто не сум видел. Како ќе се трне од Скопје кон Охрид, се е лошо. Па моментална состојба е лоша, значи воопшто нема подобрување. Така да кажам, долги години е тој проблем и во едниот и во другиот град. They are really bad. Патиштата се многу лоши. Од Струга за Охрид на вистина лош пат. Многу дупки има на патот и се тресе. Could be better. A little bit like Belgium. Патиштата треба да бидат подобри. Овде е слично како во Белгија. Патиштата се со нерамнини и со дупки. И велосипедистите од странство кои патуваат низ повеќе земји, велат се чувствуваат небезбедни. The only problem for me is how narrow. Единствениот проблем за мене е тоа што честопати колите возат поблиску до мене, а и тие немаат избор. Од Струга има мала велосипедска патека, само 2 километри, се друго треба да се подобри. Поради изградбата на автопатот Мајка Тереза, која трае околу 9 години, критично е и од аеродромот Свети Апостол Павле кон двата туристички градови. На пресекот помеѓу двата туристички центри се уште стојат бетонските остатоци од времениот импровизиран кружен тек. Токму на ова место најмногу грешат возачите. Изградбата на новиот надвозник трае повеќе од 3 години. Во лоша состојба е целата патна инфраструктура од Дибарца до Подмолје, каде изминативе години се случени десетици сообраќајни незреки со повеќе жртви. Со обезбедување на одобрението за реконструкција од страна на секторот за урбанизам, ќе заврши административниот дел од процедурата за проектирање на новиот објект во поранешната касарна, каде треба да се префрли основното училиште Кочораци. Проектот за реконструкција ќе чини речиси 90 милиони денари, доколку Министерството за образование не помогне финансиски во реализацијата, заложба на локалната е сама да го реализира овој процес со буџетски средства во период од неколку години. Основното училиште Кочо Рацин ќе се сели на нова локација во просторот на поранешната касарна, но кога тоа ќе се случи, зависи од финансискиот дел од реализацијата на овој голем проект, за чија што реализација се заложи и општина Охрид. Стојан Митрески, советник од редовите на СДСМ во Советот на општина Охрид, на последната седница посветена на советнички прашања, побара објаснување од представниците на локалната за тоа до каде е реализацијата на овој проект. Се работи на конкретен проект во однос на префрлање на училиштето
од постоечката локација на локацијата кај касармата. Сакам да прашам докаде е таа работа, поконкретно да ми кажете. Завршена е комуникацијата помеѓу секторот за урбанизам и забелешките кои ни беа доставени се исправени и ден обиви очекуваме секторот да издаде одобрение за реконструкција, истакна Димитар Спасиски, раководител на секторот за образование при општина Охрид. Целосната изведба на проектот ќе чини 88 милиони денари, работа која дополнително треба да се разгледува. Доколку Министерството за образование не помогне финансиски во реализацијата, заложба на локалната е сама да го реализира овој процес со буџетски средства во период од неколку години, додаде Спасески. Министерството за образование и наука има еден отворен јавен повик за сите општини кои што подготвиле документација и издале одобренија да побараат средства, меѓутоа за жал ево овие 2 години колку што барем јас сум во секторот за образование, иако сме доставиле неколку иницијативи, вклучително и финансирање на основното училиште Григор Прличев, не сме биле удостоени барем да добијаме одговор дали се прифаќаат или не тие иницијативи. Генерално градоначалникот има размислување и во текот на следната година да пробаме со буџетски средства во неколку години, меѓутоа она што е сигурно е определбата на локалната самоуправа да влезе во тој процес. Со обезбедувањето на одобрението, проектот ќе биде доставен до Министерството, рече раководителот Спасиски, објасни дека доколку локалната сама ја изврши реконструкцијата, ќе бидат потребни 2 или 3 буџетски години. Доколку од Министерството за образование и наука ја добијат поддршката, процесот би одел многу побрзо, но Спасиски не е оптимист дека во овој состав од Министерството ќе имаат слух. На пригодна свеченост синоќа беа доделени дипломите на матурантите од гимназијата Свети Климент Охридски, а вечерва на летната сцена на Долни Сарај свечено ќе им бидат доделени дипломите на матурантите од генерацијата 2022-2023 од Средното економско училиште Свети Кирил и Методи од Охрид. На пригодна свеченост вчера вечер во дворот на Општинското средно училиште Свети Климент Охридски беа доделени дипломите на матурантите од генерацијата 2022-2023 година. Новој прекрасен празник посветен на нашиот светител и најголем учител Свети Климент Охридски, со огромна гордост и радост се обраќам кон вас, додека стоите на прагот на новото поглавје во вашиот живот, рече заменик градоначалникот Перчо Божиновски, кој во името на општина Охрид имаше свое обраќање пред присутните. Сега, кога се наоѓате пред една од најважните крстосници во животот, кога треба да одлучите што понатаму, ве охрабрувам никогаш да не запрете. Запомнете дека успехот не е еднократно достигнување, туку континуиран стремеж кон учење и развој. Продолжете посветено, честно, етички и со голем труд да ја минувате животната патека. Без разлика каде ќе ве одведе следниот чекор во вашето патување, верувајте во вашите способности и осмелете се да ги остварите најубавите соништа. Убеден сум дека вештините, талентите и идеите кои ги поседувате ќе дадат огромен придонес за просперитетно општество и дека ќе бидат важен столб за иднината на Охрид и Македонија. Посакувам да бидете достоинствени и успешни професионалци, вредни за почит и пофалба, им порача Божиновски на матурантите од Охридската гимназија. Вечерва пак на летната сцена на Долни Сарај свечено ќе им бидат доделени дипломите на матурантите од генерацијата 2022-2023 од Средното економско училиште Свети Кирил и Методи од Охрид. Гладијаторите денес на прием кај градоначалникот Кирил Пецаков. Пред подготовките и новата сезона која им предстои, градоначалникот истакна дека градот цврсто стои зад клубот од кој во новава сезона се очекуваат добри резултати. Пред продолжување на подготовките во Маврово, играчите, стручниот штаб и управата на градскиот ракометен клуб Охрид денеска беа на прием кај градоначалникот на општина Охрид Кирил Пецаков, кој е најголемиот поддржувач на клубот во секоја смисла. Пецаков им посака успешни подготовки и уште поуспешна сезона во која цел е излез во Европа, истакнувајќи дека градот цврсто стои зад клубот од кој во новата сезона се очекуваат добри резултати. Тренерот на градскиот ракометен клуб Охрид Стевче Алушовски истакна дека подготовките се одвиваат во посакуваниот правец, најавувајќи дека предстои финално брусење на формата и во игрување на екипата пред стартот на првенството. Во знак на благодарност за поддршката, капитенот на градскиот ракометен клуб Охрид Иван Тасевски на градоначалникот Пецаков, инаку поранешен ракометен голман, му подари дрес со број 1.
Богата програма од Младински центар Охрид најавуваат и во пресрет на Светскиот ден на младите 12 август. Утре 11 август од 17 часот па се до полноќ во Младински центар Охрид ќе се одржат повеќе настани и активности. И тоа, детска атлетика, забавни игри, работилница за цртање на канвас, изложба на фотографии, проекција на краткометражни филмови, диџеј сет и музички бенд. Инаку одбележувањето на неделата на млади во Охридскиот младински центар започна од 7 август, ќе трае до 11 август. Во рамки на одбележувањето досега се реализираа серија активности и настани, односно работилница за младинско учество, креативна работилница, практична работилница за рециклирање, младински круг на тема ментално здравје, летна школа за гитара и друго. Црвениот крст на Македонија од своите резерви издвоил средства во висина од 5000 евра за помош на Словенија, која изминативе денови ја погодија катастрофални поплави. Понудени се и волонтери, тимови за соодветна интервенција во зависност од потребите, веднаш ќе бидат ставени во функција, информираат од Црвениот крст на Македонија. Катастрофалните поплави предизвикани од силното невреме кое во изминатите денови ја погоди Словенија, за жал предизвика големи материјални штети и човечки загуби. Илјадници луѓе се евакуирани од своите домови ширум Словенија. Црвениот крст веднаш стапи во комуникација со Црвениот крст на Словенија и согласно нивната проценка понудена им е првична помош. Од своите резерви Црвениот крст на Македонија издвоил средства во висина од 5000 евра, понудени се и волонтери, тимови за соодветна интервенција и во зависност од потребите веднаш ќе бидат ставени во функција. Црвениот крст испрати соопштение до средствата за јавно информирање во кое сите заинтересирани правни субјекти и граѓани може да донираат парична помош на сметката на Фондот за солидарност на Црвениот крст на Република Македонија. Бројна сметка 300 50 132 79 66. Даночен број 40 30 98 42 71 620. АД Комерцијална банка со назнака помош за настраданото население во Словенија. Може да се донираат и 100 денари со повик на телефонските броеви 143 400 на Македонски телеком и на А1, информираат од Црвениот крст на Македонија. Сергеј е многу глупав, вечерва на програмата на Охридско лето. Драмскиот репертоар на фестивалот Охридско лето продолжува вечерва со театарската представа Сергеј е многу глупав од Дмитри Данилов во режија на Дејана Николовска во изведба на Народен театар од Охрид. Представата ќе се одигра во Центарот за култура Григор Прличев со почеток во 21 часот. Во представата играат Никола Тодоровски, Стрезо Стаматовски, Горан Стојановски, Филип Кипровски и Леонида Гулевска. Во продолжение вести од светот. Полска планира да премести 10.000 дополнителни војници на границата со Белорусија за поддршка на граничната стража, изјави министерот за одбрана Маријуш Блашчак. Околу 10.000 војници ќе бидат на границата, 4.000 директно ќе поддржуваат граничната стража, а 6.000 ќе бидат во резерва, објави Ројтерс, цитирајќи ги зборовите на министерот во интервју за јавното радио. Ја приближуваме армијата до границата со Белорусија за да го избркаме агресорот, за да не се осмели да не нападне, изјави Блашчак. Заменик министерот за внатрешни работи Масијеј Вавешик вчера изјави дека Полска ќе испрати дополнителни 2.000 војници на границата со Белорусија. Фернандо Вилависенсио, кандидат за председател на Еквадор, беше убиен на предизборен митинг во Кито. Вилависенсио бил заменик во собранието, бил убиен кога влегувал во автомобилот со кој требало да се оддалечи од местото на митингот. Член на неговиот изборен штаб за локалните медиуми изјавил дека Вилависенсио влегувал во својот автомобил кога нападачот му пришол и го застрелал во главата. Актуелниот председател на Еквадор Гилјермо Ласо изјави дека ова злосторство нема да остане неказнето. Очевидци тврдат дека 59 годишниот Вилависенсио бил застрелан 3 пати. Во престрелката што следела бил ранет и осомничениот за атентатот, а подоцна починал од повредите. Првиот круг од председателските избори во Еквадор треба да се одржат на 20 август. Председателот Ласо, кој нема да се кандидира за функцијата, рече дека е шокиран од убиството. Атина мириса на барут, пишуваат грчките медиуми во радиус од 2 километри околу стадионот Апостолос Ноколаидис, домот на Панатенаикос. Веројатно сите атински полициски сили биле распоредени во подготовките за надпреварот од висок ризик меѓу Панатенаикос и францускиот Марсеј, левиот сестрински клуб на АЕК.
Тензијата била на врвот. Навивачите на АЕК во текот на целиот ден преку социјалните мрежи ги повикуваат своите пријатели да се организираат и да ги нападнат навивачите на Панатенаикос пред почетокот на надпреварот, кој им помогнаа на навивачите на Динамо да извршат брутален напад врз навивачите на АЕК пред 3 дена. По целата главна авенија на Александрина, спроти стариот стадион ишаран со символи на зелените навивачи на Панатенаикос, имало полициски кордони во целосна подготвеност, комбина на брза помош, привремена амбуланта поставена во контејнер во близина на стадионот и десетици волонтери во цветни елици. Најмалку 6 лица загинаа во големите шумски пожари кои го зафатија големиот остров на Мауи на Хавај. Пожарот уништил голем дел од Лахина на Мауи, туристички деловен центар каде живеат 13.000 луѓе. Жителите на островот објавија снимка од масовното уништување на социјалните мрежи, а властите ги советуваат туристите што поскоро да ги напуштаат Лахина и Мауи. Гувернерот на Хавајте, Џорџ Грин, рече дека нема доволно засолништа за долгорочен престој, дека противпожарните засолништа се достапни само за неколку дена. Тука е крајот на првото издание на Дневникот на ТВМ за денес. Повеќе информации на нашиот портал tvm.mk и на профилите на ТВМ на социјалните мрежи. Пријатно!